Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе ја видиме врската помеѓу вродениот и адаптивниот имун систем. И ова ќе биде главно исто тоа што го зборев во видеото за стекнат имун систем, само што малце ќе го разработиме повеќе. Значи имаме одредена анатомска бариера, која било пробиена и сега имаме навлегување на одредени патогени организми. Најчесто тоа ќе бидат некакви си бактерии, така кои ќе бележиме вака со зелена боја. Сега, самите бактерии на својата површина имаат одредени молекули кои имаат протеинска природа или пак имаат шеќерна природа или пак се липиди или пак се мешано липопротеини, липосахариди или така натаму. Така, тие може да се наоѓаат на нивната површина или пак може да ги излачуваат во околната средина. Така и тие си имаат одредена структура. Сега, во околните ткива, односно во сите гранични ткива, ние имаме клетки на вродениот имун систем, наречени макрофаги. Така, значи ги имаме овие макрофаги, кои се постојано присутни, но не се во некој си голем број. И овие макрофаги имаат на својата површина протеини, кои се рецептори, значи pattern recognition receptors, така, кои препознаваат различни образци, молекуларни образци. Не се тие специфични препознавања, него едноставно препознаваат молекули кои најчесто се сретнуваат кај патогени организми. И молекулите кои не ги препознаваат, ние ги нарекуваме PAMPs, односно Pathogen Associated. Така, вака. Или добра си е бојата. Значи ќе бидат Pathogen Associated Molecular Patterns. Или пак ќе препознаат некои DAMs од други оштетени клетки. Вака само го бележам со зина боја за да бидеме константни. И сега они кога ќе го забележат тоа, они ќе го фагоцитираат антигенот или бактеријата која го носи антигенот, така ќе го внесат, всушност PAMS, понатаму ќе спомнеме кај антиген, ќе внесат, ќе го фагоцитираат и ќе го разградат на мали парчиња. Така, и тие парчиња сега ќе ги експресираат на МХЦ молекула која се наоѓа на нивната мембрана. Значи тука сега ќе стават парчиња. Истовремено, активацијата на овие PRR рецептори ќе активира сигнална патека која иде до јадрото, која ќе стимулира создавање на цитокини надвор од клетка. И некои други субстанции, но главно ќе речеме дека стимулира создавање на цитокини. Така субстанции кои ќе покренат воспаление, ќе викнат други клетки на местото на инфекција. Сега, како овдека ќе се вклучи адаптивниот имун систем? Значи, овие сини молекули од PAMPs, всушност, ако го активираат на некој начин адаптивниот имун систем, односно, ако се врзат со одредено антитело на адаптивниот имун систем, во тој случај ги нарекуваме антигени. Односно, PAMPs молекулите истовремено се и антигени, односно зависи од која гледна точка ги гледаме. Ако го стимулираат адаптивниот имун систем, односно се врзат со антитела, тогаш ги нарекуваме антигени. Добро, и сега овие си ги имаме во циркулацијата, нормално макрофагиве, кои претходно ги спомнавме, си ја вршат работата постојано. Постојано сретнуваат бактерија која ги има, ја фагоцитираат бактеријата и така натаму. Значи овие беа макрофагите. Океј, сега. Истовремено во циркулацијата имаме и клетки на адаптивниот имун систем. Ќе ги нацртам подоле, бидејќи ова ќе го преснимувам 2-3 пати, од што не ми искачат убави цртежите. Имаме клетки на адаптивниот имун систем, че овие се клетки на адаптивен, или уште се нарекува стекнат имун систем. И тие се Б клетка и Т клетка. Тоа се различни видоа Б клетки и Т клетки, но за сега ова е доволно. И овие се лимфоидни клетки, односно клетки на адаптивен имун систем. Сега, и овие клетки на својата површина имаат Pattern Recognition рецептори, односно PR рецептори. Така, како што имаат рецептори макрофагите на вродениот имун систем. Значи, овие имаат PRR молекули, односно Pattern Recognition рецептори, и нивните PRR молекули ние ги нарекуваме антитела. Така, значи, ова е, знам со некоја друга боја, нека биде со црвена, ова е антитело.
Така, кој всушност е ПРР, односно ПР рецептор. Нели кој што имавме ПРР рецептори на макрофагите, но тие беа toll-like рецептори, nig-like рецептори, rig-like, така имавме различни scavenger рецептори и така натаму. Па рецепторите на Б клетките од адаптивниот имун систем се нарекуваат антитела. Сега, овие антитела, бидејќи имаме огромен вариетет на нив, таму тоа го зборам во воведените видеа, имаат шанса да се врзат, односно имаме Б клетка која ќе најде на одреден антиген кој може да го врзе. Така и антигенот може да се врзе, неќе определено со сина боја, со исто и со овој рецептор, односно со антителото, како што можеше да се врзе со ПРР рецепторите, само тоа беше неспецифично врзување. Ова е специфично. Сега, ако се случи само врзување на антитело со антиген, нема нешто многу да се случи, едноставно Б клетката ќе ја фагоцитира бактеријата, така бидејќи кога збориме за антиген, збориме дека некаде тука го нашло, така, значи ќе ја фагоцитира бактеријата која го содржи тој антиген и едноставно исто ќе направи како и макрофагот, значи самата бактерија ги има антигените, ќе ги разгради тие антигени и ќе ги презентира на МХЦ молекулата. Така, значи тука ќе ги презентира парчињата од антигенот. Сега, истовремено во самите ткивни течности се наоѓа и системот на комплемент, така, значи систем на комплемент, кој исто така е еден дел од вродениот имун одговор, кој што влијае врз самите бактерии, значи може да направи мембрана атакинг комплекс, така, кој што може да ги уништи бактериите и слично. Но важно е реагира со овие антигени честици. И поентата е, имаме различни продукти кои ќе произлезат од овој систем на комплемент, деградациони продукти. Океј, од овдека, значи прилика опфативме голем дел од вредениот имун систем. Сега да видиме каде стапува на сила адаптивниот. Значи, адаптивниот до сега, како што разгледавме, се однесуваше исто како вредениот. Ја зема бактеријата, така која го содржи тој антиген, ја зема бактеријата, ја фагоцитираше и се експресираше антигените на својата површина. Сега за да покренеме вистински адаптивен одговор, треба Б клетката или пак Т клетката да биде, односно добие двоен сигнал. Сега, значи ова е хипотезата на двоен сигнал, односно еден сигнал не е доволен за да предизвика активација на Б клетката. Значи Б клетката треба да се активира, но за тоа се потребни два сигнали. Првиот сигнал беше врзување на антигенот, за антителото, окей. Додека вториот сигнал ќе се добие дали од одредени цитокини, така, или пак одредени продукти на комплементот. Значи тие ќе дадат вториот сигнал. Значи кога Б клетката, која веќе се сретнала со антиген, ќе се сретне и со цитокини или продукти на системот на комплемент, кои потекнуваат од вродениот имун систем, тоа ќе биде вториот сигнал. И чим ќе се појават два сигнала, почнува цела сигнална каскада внатре во клетката, така, која тера да се диференцира на Б плазма клетка или на Б мемори клетка, ќе ја приличаме само како М. Каде што Б плазма клетката всушност почнува да ги синтетизира овие антитела кои успешно се врзале за антигенот. Бидејќи тие се добри антитела, зашто успеа да се врзат за антигенот. И ќе почне да ги синтетизира надвор во надворешната средина. Ќе почне да ги прави овие антитела. Сега тие антитела ќе почнат да ги врзуваат, се вратиме нагоре. Ќе почне да ги врзуваат овие бактерии и тоа ќе им овозможи полесна фагоцитоза од страна на макрофагите или за други работи. Додека Б мемориската клетка ќе биде исто Б клетка, но на некој начин само ќе го задржи тоа антитело на својата површина, така што нареден пат ако се сретнеме со истиот антиген, ќе имаме Б клетка спремна. Сега да идеме кај Т клетката. Т клетката нема антитело, него таа има, да знам со која боја портокалова. Таа има Т
Т клеточен рецептор, односно T-cell receptor. Сега, тој Т клеточен рецептор не се врзува со антигени во нивната чиста форма, така, значи не се врзува така, него едноставно он препознава антигени, со сива боја, кои се прикажани од страна на антиген презентирачки клетки на нивниот МХЦ. Така, значи, макрофагот е антиген презентирачка клетка, исто се дентриските клетки, маст клетките и слично. И Б клетките се антиген презентирачки клетки. Така, значи гледаме дека презентира. Така што оваа Т клетка може или од макрофагот или од Б клетката да го види антигенот овдека, бидејќи се експресира на МХЦ, и тоа ќе биде првиот сигнал за Т клетката. Значи тоа е првиот сигнал. Сега на Т клетка ти треба втор сигнал. Вториот сигнал Т клетка може да го добие од цитокините, од одредени цитокини, или пак може да го добие од едни други супстанции кои ги лачи макрофагот, кои се костимулатори. Така, значи тоа се одредени супстанции кои што исто може, ќе направиме со бела боја, кои што исто може да го покренат вториот сигнал. И сега и кај Т клетката, кога ќе добиеме два сигнала, тој случај таа почна процес на диференцијација, каде што можеме да биеме T helper cell или T cytotoxic cell. И сега постојат различни варијации на helper и cytotoxic, но сега тоа не е толку битно. Едноставно можеме да кажеме дека T helper cell ќе помага, како што кажува самото име, односно T helper cell ќе се однесува на некој си начин како командант на бојно поле. Така, значи T helper cell ќе дојде овдека на бојното поле, не може да се кача. Ќе дојде на бојното поле и едноставно ќе ги стимулира, која боја да направам веќе, ќе ги стимулира макрофагите да продолжат да се борат. Бидејќи макрофагот он фагоцитира, ама не може да фагоцитира до безкрај. Да речеме, тропам се, ама 50 фагоцитирање и ќе почне да умира. Ама Т клетката и вика, не, терај уште. Иако ти е лошо, терај уште, се до крај. Така, се до не сгинеш, фагоцитирај. Значи, Т helper cell е еден вид као буст им дава. Така, морален буст на клетките. Нормално тоа е многу симплификација, но за сега можете така да си го памтите. Додека Т цитотоксик cell таа убива. Самото име, цитотоксик, токсична за клетки. Сега рековме дека цитокините може да бидат како вториот сигнал и за Б клетките и за Т клетките. Така, значи они може да бидат втор сигнал и за Б и за Т. Сега, во зависност кој цитокин го имаме, со која боја да бележаме со кафена, ќе добиеме различна диференцијација. Така, ако биде цитокин интерлеукин 12, тој стимулира диференцијација на невина CD4 плюс Т клетка во T helper cell 1. Ако е, например, интерлеукин KETS 6 или 23, тоа стимулира диференцијација на невина CD4 Т клетка во T helper 17. И тука некои се други примери се наведени. Нормално постои многу повеќе, ова е еден као краток сегмент, но колку да се види дека постојат различни цитокини може да бидат секундарен сигнал и да ја натераат Т или Б клетката да се диференцира на различни Т или Б клетки. Еве тука имаме слика од делот ова што зборевме. Значи имаме лимфоцит, најверојатно Б може да биде Т клетка, која ова е Б клетка, бидејќи имаме антиген рецептор, најверојатно ова е антитело, која се врзува, така тоа е првиот сигнал. Вториот сигнал ќе го добиеме од молекула која е од вродениот имун систем. Костимулатор, дел од комплементот, цитокин, така може да биде различно, и тоа ќе стимулира лимфоцитна пролиферација, диференцијација, односно адаптивен. Сега, нормално не може да тера првичниот одговор, односно воспалението, односно одговор на вредениот имун систем до безкрај. Тој се справува најчесто, значи, со проблемот за првата неделна дена, така се дори не се спреми адекватен адаптивен одговор, веќе ја не леков дека адаптивниот одговор ќе биде од Б клетките кои ќе прават вакви антитела, така, ќе прават антитела кои понатаму ќе се врзуваат специфично за одредени антигени што ќе возможи фагоцитоза и така натаму. Имат некои други функции, но не се сега битни. Сега, као што реков, за да се спреми по адекватен адаптивен одговор треба отприлика недела дена. Најголем дел од случаите вродениот имун систем ќе го реши проблемот пред да се активира овој адаптивен одговор. Така, пред да се активираат двата
сигнала кои се потребни за активирање на адаптивниот одговор, бидејќи двата сигнала да се случат треба некое време, бидејќи клетките си патуваат, се движат, така. Сега само не забораваме дека овие цитокини исто така предизвикуваат и воспаление. Во овој случај дека имаме воспаление, освен што се одвиваат сите овие процеси, исто време се одвиваат и процесите на воспаление. Сега, кога зборавме дека воспаление, реков дека не може тоа да биде до безкрај, бидејќи најчесто е позитивно регулирано, имаме позитивен фидбек, така што цело време некако се зголемува бројот на цитокини, така нели имавме една клетка која таа создава цитокини. И сега тие цитокини рековме дека се врзуваат со други клетки и ги тераат и нив да создаваат цитокини. Така е. И имаме еден позитивен фидбек, каде што ова ако тера до бесконечност, едноставно се ќе биде цитокини. Така што рековме дека има негативни фидбек механизми. Сега таму спомнавме некои, до сега ќе спомнеме на кратко само некои си механизми, нема да ги елаборираме, едноставно само ќе спомнеме. Сега. Еден од начините на кои се контролира вродениот имун одговор е преку создавање на интерлеукин 10. И овој интерлеукин 10 всушност инхибира, така, значи, инхибира активација на макрофаги. Од сега макрофагите вака ќе бележиме. Значи активација на макрофаги и на дендритични клетки. Исто постои интерлеукин 1 RA. Кај што RA стои за рецептор антагонист. Односно интерлеукин 1 е всушност хомолог на интерлеукин 1. Добро, интерлеукин 1 RA е хомолог на интерлеукин 1, кој што има слична структура, се врзува со рецепторот на кој се врзува нормалниот интерлеукин 1, ама не е активен. Така што ако си имаш еден рецептор и овој рецептор треба да врзе интерлеукин 1, така, овој интерлеукин 1 RA е сличен, ама да речеме малце е различен, кој има еден шилец вака, ама влегува на истото место, ама не прави ништо. И всушност ова е компетитивен инхибитор. Во случај биохемија, знаете, компетитивни инхибитори. Значи се бори за истото место во рецепторот со интерлеукин 1. Али овој не е актив. Исто да се регулира колку цитокини се ослободуваат, имаме гени кои се гени поврзани со фагоцитоза, односно автофагни гени. Значи имаме автофагни гени. Ако се прават многу цитокини, не е разбран механизмот на кој ова се случува, но се активираат автофагните гени, така што таа клетка ќе влезе во апоптоза, односно ќе се убие. Или пак ќе секретира одредени супстанции кои ќе натерат другите клетки да ја изедат. Така. Значи, тоа е еден начин на инхибиција од оваа позитивна јамка и постојат одредени протеини кои исто така се синтетизираат, кои се нарекуваат suppressors as of cytokine signaling proteins. Така. Значи, ова се протеини кои супресираат цитокинско сигнализирање и влијаат врз JAK STAT рецептори кои што се битни за примање на сигналот од цитокин. И повторно ќе помнам, мораме ова да го регулираме процесот на ослободување цитокини, односно процесот на инфламација, бидејќи не ќе да имаме многу неутрофили на пример. Зашто неутрофилите, памтите, не знам каде имам тоа спомнато, дека они убиваат со фагоцитоза, на пример тука имаме еден неутрофил, да речам, еден неутрофил кој има гранули од него. Он убива со фагоцитоза, ама после неколку фагоцитирање он експлодира. Експлодира на водници, ги ослободува сите гранули во својата средина и убива се околу него. Така, значи убива се околу него и убива и твои клетки и бактерии. Се ти не секаш да имаш многу неутрофили у циркулација кои експлодираат цело време, и ќе прават проблеми. Така, затоа тоа треба исто да го регулираме, затоа неутрофилите не ни живеат долго, него се синтезираат по потреба. И така. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, каде што мислам дека ќе започнам со подетално разгледување на антигени и антитела. И така. Добро, довидување.